И на пауза помеѓу две возења успеавме да се избориме за еден термин да пробаме класичен автомобил како прилега на оваа стаза. Opel Insignia е веќе 6 месеци на годишен тест во редакцијата на Автомагазин и со неа патував до Навак. По пат успеав да забележам потрошувачка од 5,7 литри на изминати 100 километри и тоа можам да кажам дека е извонредно економично. Но сега ќе видиме што може оваа лимузина која е за нешто пократка од 5 метри, има 2-литрен TDI мотор со 170 конски сили и располага со 8-степен автоматски менувач да направи на патека. Се разбира дека Insignia не е дизајнирана да биде возило за трки, но сепак ќе ги доведеме до лимити нејзините можности за подпирање, како и системите за безбедност. Па да не губиме време, ја имаме накратко Навак патеката за нас, да ја испровоцираме нашата Insignia. И сега се наоѓаме на патеката каде што ќе ги испробаме, како што најавив, можностите на Insignia. Патеката Навак е подолга од 3000 метри и има можност за развивање на високи брзини, но и бара техничко подготовка на влегување во свиоците. Па така, во првите два свиока влегов многу агресивно, каде што многу добро изреагира ESP системот. Сега доаѓаме до еден свиок кој е агресивен. Има повеќе од 270 степени влезно-излезен агол, кој прераснува повторно во десен свиок кој пак се претвора во остар лев. За сега, иако малку поагресивно влегувам во свиоците, може да кажам дека Insignia се држи господски и стоички. Во долгата десен свиок кој го поминувам обично со 120 км на час, покажува дека Insignia е зрел автомобил. Автомобил со кого покрај уживањето во возењето, бидејќи има извонредна звучна изолација и удобност, можете да ги истакнете своите тркачки амбиции. Со просечна потрошувачка, барем досега од 6,2 литри, бидејќи во градските метежи на Белград потрошувачката порасна, можам да кажам дека сум извонредно задоволен од економичноста, но и од експлозивноста, бидејќи, како што реков, однесувањето на Insignia на тркачка патека е повеќе од забавно. Јас ова не го очекував од оваа лимузина. Можеби од Astra GTC или пак од спортскиот дериват на Corsa, но не од Insignia, зашто можам да кажам дека треба да и се симне капа. Се однесува како компакт, лесно се управува и послушна е, особено кога ја возите со изгаснат ESP, како што јас сега го правам тоа. Дури и ако можете да се играте со педалата за забрзување, тогаш нема да ги осетите действувањата на инерцијата. Како што сега се случува во овој долг свиок. Јас малку ги палам гумите, но се прави поради задоволство во возењето. А мене ако ме оставите на оваа патека, би се забавувал до утре сабајле. Но за жал, времето кое ни е дадено да го користиме
на патекава полека, но сигурно завршува, бидејќи јас сепак дојдов овде на тестот на електричните возила во кои учествувам со 24 часовно возење, а ми беше дадена можност да ја испровоцирам Insignia додека паузирам. Па, повторно доаѓа времето на моето возење на електрични автомобили. Стил на возење кој е сосема поинаков од оној што сега го правам со Insigniјата. Навистина можем да кажам дека е извонредно задоволство и Insigniјата представува вистински избор и за оние подинамични возачи кои сакаат понекогаш да си го испровоцираат адреналинот. Но тука сме, како што реков, за возење на електрични возила. Големата четворка, Renault Zoe, потоа BMW i3, како и Hyundai Kona и електричниот Golf покажуваат дека не се зрели за возење на патека. Нивното возење е врзано со мала брзина и економично размислување при возењето, па затоа може да кажам слободно дека не уживам во возењето на електричните возила баш поради тој факт, бидејќи забавата е исклучена од возењето. А на долгиот правец пред да застанам постигнувам брзина од 180 км на час, кое е навистина многу добро за потенцијалите што ги има Insignia. Сега одам да испаузирам со неа. И што да се каже за Insignia, освен дека таа е зрела лимузина. Таа има потенцијал да се вози мрзливо, економично, но и да се направи забавно возење на патека. Низиниот 2-литрен турбодизел мотор со инжекшн F-парен со 8 степена автоматска трансмисија и 170 коњи се распределуваат многу интересно. Не само како брутална сила, туку и како вртежен момент, па затоа Insignia можете да ја возите како сакате. Но сега ќе се вратиме на еден поинаков стил на возење. Повторно се враќаме на патеката Нава, која е за нас како дома, но повторно се враќаме со електричните автомобили. Со нив нема емоции во возење, има пресметливост и има калкулација за да се помине што се може повеќе километри. Затоа нашата Insignia ќе ја паркираме и повторно се враќаме на електричните автомобили.